А сега е време за карате, уште Трина ви најавив дека имаме тројца млади каратисти, сите тројца од клубот Кизаме. Точно го изговорив, го погодив, добро го вежбав цело утро. Ајде одиме сега по ред. Тука ни се Илијана, Андреј и Јован. Добро ви утро, дечки. Добро ни дојдовте. Добро. Нема да ми се налутите ако започнам со дамата. Не започнувам со Илијана затоа што е женско, туку затоа што има најтазе импресии од големото европско првенство што се одржа во Полска. Да. И од каде што се врати со своено 7-мо место. Сакам се да слушнам за ова европско првенство. Прво кажи ми, дали си задоволна од освоеното и постигнатото? Па, искрено не чекував многу повеќе, ама задоволна сум и се учи од грешките. Тоа ме мотивира за повеќе да вежбам, за следен пат уште повеќе успеси да донесам. И тешко беше, ама многу трениравме од јули до февруари, трениравме веќе 7-8 месеци, така нешто. 2 пати на ден, некогаш 3 пати, цело време без престан. И да. Ајде да започнеме од ова што можеби е најнегативното, ама со оглед на тоа што ние како лаици никогаш не знаеме точно што гледаме, рече можеше повеќе, се учи од грешки. Што се грешки? Што беа, да речеме, конкретно твоите грешки? Иако 7-мо место според мене воопшто не е грешка, дај Боже да сме во Европа 7-мо место, ама не сме. Кога стигнав во репасаж за 3-то место кога се борев, имав 3 борби. Првата ја победив 4-2, втората беше тесна борба, ја водев 1-0, па 2-0, па 3-2 ми ја свртев, па јас ја свртев 4-2. Јас имав предност затоа што прва земав поен и во последна секунда таа ми зема поен и тоа значи дека треба повеќе вежбам за одбрана и за тоа што ми фали, тоа се учи од тоа што сум изгубила. Ке ни раскажеш и како беше самото првенство. Спомена, значи, големи подготовки, но мене ме интересира оној дел, не може току така се стигне на европско првенство. Треба да се многу нешта да се исполнат, така? Да. Кој беше патот за до таму? Па треба да земеш прво место на државно за да се квалифицираш на европско. Значи државен шампион треба да си. Да, треба бидеш државен шампион и така се квалифицираш за европско. Ајде сега самото првенство, од кога до кога, колку време траеше, колку земји учествува? Па тргнавме на кај 2 февруари, патувавме 20 и нешто сати и кога пристигнавме, после тоа имаше мерење, се меревме, имаше цела Европа беше таму, имаше доста држави. Јас имав околу 30-40 во категорија и после тоа... Во твојата категорија од 30-40 земји имаше други против кандидати, како се нарекуваат? Да, само државни шампиони сите што беа. А колку категории воопшто има на едно европско првенство? Па и какви се? Пример, кадети, тие што се до 15 години, има околу 5 категории, машки и женски, тоа се 10, и јуниори кои се од 16 до 18 години, исто по 5 категории машки и женски, и од 21 од 18 до 20 година исто по 5 категории, така околу 30 категории има. И сега, например, за до година да одиш пак, ова не ти беше никаков предуслов, треба повторно да бидеш државен првак, за да одиш таму и за да ги исправиш ти, како што рече ти, грешки и да бидеш, на што целиме идната година, 3-то место? Прво. Прво, така да е, така. Јован, ке преминам на тебе. Ке кажам само Јован, зашто презимевам малку ми е тешко за изговарање. Врклевски. Кој знае како те изговараат во странство? Дали некој ще погодиле? Па, тешко. Тешко дека те погодиле. Јован, истото ова 7-мо место го освои ти минатата година на европско првенство, што некако како да сме предодредени за 7-мо место, така некако му доаѓа. Да. Каде се одржа минатата година европското првенство? Во Грузија. Твоето искуство како беше? Добро. Ја имав тогаш некои грешки. Изгубив првата борба, после тој мојот противник стигна во финале. Имав репасаж. Добро, објасни веднаш што е репасаж? Репасаж е повторен обид, нешто така? Не. Ако изгубите од вашиот противник и тој стигне до финале и после као ве носи во репасаж. Имате борби за 3-то место да се борите.
Да. Фактички се борите со тие истите што изгубиле Од него. Аха. Сите што Нешто ги имаат како победено треба... бараж, што го викаме во фудбал, нешто така отприлика му доаѓа. Добро, но тоа не е се. Имаш и многу други и титули и достигнувања. Ајде да почнеме истото, значи што важеше и за Илијана дека мора да си државен првак, шампион. Ти си бил 7 пати? Да. Таа 7 бројка. 7 пати, значи си бил државен. Добро, колку години имаш? 16. 16, значи половина од твојот живот ти си фактички државен првак. Ајде другиве работи да ми ги наброиш, гледам има многу достигнувања, многу награди. Да. Во деца освоив на 13 години балканско прво место, шампион бев тогаш. После тоа у Пореч Златна лига као кадет. Тогаш имав 14 години. Второ место освоив. И сега пак освоив балканско второ место во Сараево. Добро, Андреј исто 5-кратен државен шампион, така 5 пати, значи балкански шампион. Да, балкански. Еве каква титула е тоа да речеме? Затоа што сепак конкуренцијата на Балканов не е слаба, предпоставувам, така? Не е слаба. За да се стане балкански шампион треба многу тренинзи, дисциплина, многу подобрување на своите вештини. И не е лесно да се освои, да се брани таа титула дека си балкански шампион. И пак и после тоа кога ќе станеш утре, ти треба да излезеш на борби со тоа дека си балкански шампион и да си го оправдаш зашто си. Пошто нема оправдание дали лошо си изборил или добро, ти си сепак балкански шампион, мораш сека да си во добро светло да се покажеш, треба си најспремен од сите и во секој момент треба да сјаеш кога ќе излезеш на татамите. Од се што имате освоено сега, како да зборувам со некои постари луѓе, но еве, иако сте млади, веќе имате многу титули зад себе, што ви е најмило до сега од се што имате освоено? Еве, Андреј, тебе ќе почне. За мене најмило нешто освоено светско првенство 2022 Турција Конја, кај што стигнав четвртфинале да се борам, изгубив од јапонец и за малце ќе фатев борба за бронза. Добро, види се, ако ќе изгубиш од јапонец, па простено ти е некако. Илија на тебе? Може би сега ова ти е најтазе, но еве малку наврати се наназад. За мене земав трето место на балканско првенство. Требаше во финале, стигнам, но изгубив со казни и си го освоив третото. Исто така бевме во Франција, во Марсеј, земав прво место. Имаше доста добри надпреварувачи и се борев со Франција, со Шведска, со сите, со Франција и со Шведска. И тоа ми беше најголем впечаток. Јован? Мене Пореч Златната лига, второ место кога освоив. И сега во Франција трето место освоив. Дечка, вака ве гледам дека си имате хемија меѓу себе, дружба. Во некои спортови владее ривалство. Кај вас односите какви се во каратето? Па немаме ревалство, секој доаѓа да си го покаже тоа што го знае и што го вежба, секој сака да е на прво место, али до ревалство никад не било дојдено кај нас. Си се бодрите едни со други? Да, секад се подржаваме. Се подржаваме сите. Сите тројца сте дел членови од клубот Кизаме. Мора да ми кажете што значи Кизаме? Знаме, ние имаме предан удар со предна рака. Кој што ние сме препознатливи по тоа дека сме напаѓачки клуб и сме препознатливи по напад со предна рака. Тоа ние како специјалка на сите тоа највеќе го вежбаме, по тоа сме познатливи, затоа така се викам. Се договоривме преку вашиот тренер Дејан. На сите тројца ви е тренер? Да. Тренер и селектор. Тренер и селектор и он доаѓа се, бидејќи сите гледаме Кобра Кај, он му доаѓа како сенсеј, така? Сенсеј. Сенсеј. И така и му се враќате? Не? Со тренер. Со тренер кај нас. Ајде малку за почетоците, од кога започнавте, како воопшто, зошто каратето, така, од толку многу спортови во светот, зошто, што ве навлече, привлече и задржа? Не знам, мене од мал ме влечеше каратето. Сакав карате. И филмови тогаш гледав некаде. И од колку мало започна? Од 9 години почнав 10. Од 9? Да, дидам почесто така на тренинзи секој ден. Вие? Па, јас започнав 2019
на 12 години, да, на 12, запознав еден од тренерите, Александар Филиповски. Во тој момент не се бавев со никаков спорт и он ми рече како дали сум сакал да пробам боречки спорт карате. Ја реков да, сакам да пробам да видам што е. Појдов еден тренинг, тогаш се запознав и со Дејан. И од тој тренинг почна све што се дешава до ден денеска. Значи секој ден тренинзи, успеси да се редат и такви ствари. Јас многу сакам да тренирам некој спорт со контакт, некои боречки вештини и мајка ми се знаеше со тренерот Александар исто и тој препорача да почнам на карате. Јас почнав на 13 години во 2021 и така започна све, почнав со континуитет, со екстремни тренинзи и така го запознав тренерот Дејан што вложи многу во нас и така ни почна успесите. И сега сте средношколци, сите тројца, и како изгледа еден ваш ден? Еве, рековте, особено пред вакви значни првенства, имате по 3 пати дневно тренинзи, а сепак морам нешто да подучите малку, а? Или не? Па, Мора да подучи. Така во слободно време. Да. Како изгледа еден ваш ден? Па, тренинг дома, школа, тренинг. Јас кај што имам цела време прва смена во школа, пропуштам секогаш неколку први часа во школа, идеме на кросфит, од Сабајле во 8, тренираме до 10, 2 сати, идам во школа, ќе се вратам, ќе одморам малце и ќе одам вечер пак на тренинг. Горе-долу слично? Исто. Слично. Чувствувате ли дека се откажувате од некои работи или едноставно срцето ве влече там во салата? Па не се откажуваме од толку напорни тренинзи, може се осеќаме на моменти како да сакаме да прекинеме, али тоа трае многу кратко, тоа може да биде 2 до 3 дена, колку да добиеме рехабилитација на мускулите, на снагата, на психата, бидејќи не е лесно неколку месеци поред секој ден да си у сала и да вежбаш. Треба сепак да се деси одмор. Одморот го имаме секоја недела, сабота сме со еден тренинг, така да тие 2 дена не се како одмор. За да можеме останатите 5 дена во следната недела да ги дотераме со тренинзи и да можеме да подуспееме. Нешто не ве запрашав, а тоа е еден дел кој што никако да го сватам, а тоа е околу појасите. Кој каков појас има, односно ајде да речеме прво како одат појасите. Кој беше најслаб, кој беше Најслаб беше бел, најак е црн. А измеѓу колку имаме? Има бел, жолт, црвен, плав, Зелен, плав, не, зелен, плав, кафеав, црн. Вие имате што? Јас имам жолт, дека кога почнав карате, одма почнав на борби, само еднаш кога полагав кати и дека кати се полагаат за појаси, јас одма почнав борби. И јас стигнав до плав појас и после борби. Јас немам полагано појас, директ од прв тренинг сум на борби, не сум полагал никад кати. Не ми требале. Така, добро, пак нема да ми е скоро јасно, но добро. Кои се следните планови? Последните планови се сега на 8 март да излеземе на нашиот надпревар Гран При Македонија, на кој што се пријавени доста такмичари од различни држави. Имаме Нашата карате федерација. Не, нашиот клуб. Вашиот клуб го Карате организира. клуб Кизаме го организира 8 март арена Борис Трајковски, кај што може секој да дојде да гледа или кој тренира да настапува. Следно тамо е нашиот Наши клубови само ќе учествуваат тамо? меѓународен. Меѓународен е. Аха. Најголем надпревар во Македонија кој што се одржава. Одлично. Не сме знаеле, Имаме добро. и опен категории кај што може за пари да се освојат. Пример, во U14 дисциплина можат сите категории, кои сите килажи, да се борат и кој ќе земе прво освојува пари. Парична награда. На 8 март, рековме. Да. Да, и се подготвувате сега интензивно за тоа? Па, Да. Веќе за тоа. Освен физичките подготовки, што друго, дали треба да внимавате на исхрана, имате некој специјален режим? нормално, за во категорија што слабееме, пример 2 недели пред надпревар, почнуваме со диета и со тренирање со шушкавци, со дуксери, за да скинеме пример 3-4 кила, да бидеме точна килажа. А сега ти во каква категорија спаѓаш? Треба да ослабнеш? Јас во минус 53 работам, јуниорки, а обично сум 54-55 кила, немам толку проблем со слабење. Некој слабе и под 10 кила 9, ама јас 3 кила максимум. А вие? Јас работам јуниори минус 61 килограм, каде што моја природна тежина е 63 кила, јас треба да скинам 2 до 2,5 Ти да кила. ослабнеш? Да, 2 до 2,5 кила. Не ми да ме кажа ке ти треба да ослабеш. Јас не Он треба да кажам. А накачи. ти Добро, како изгледа тогаш таа диета со накачување? Што треба да јадеш? Јајца?
Све. Сега се јадам со... И помалку движење. И треба да одмара. Да. И што ви паѓа потешко да ослабнете или да се дебелите? Да слабеме. Да славеме. Мене Уште ми и пак- дојде сега тешко да качам. А ние само водичка ти дадовме, ајде ќе ти дадеме после нешто таму. Повели Андреј. Пошто кога треба да се кине, има пример, не можеш да јадеш све што ќе посакаш. Многу луѓе околу тебе јадат, тебе ти се јаде, не смееш да јадеш, мораш да внимаваш на И исхраната. двете работи се тешки. Двете работи се тешки, ама потешко е да се кине. Нека ти некои што кинат поише и поекстремно, некои не ни пијат ни вода, ни ништо не прават. Што идат да скинат епта многу килограми. Среќа, ние не го правиме тоа, ние имаме малку за кинење, 2 до 3 кила, што е ништо, тоа се кине за 2 до 3 дена. Со малце појаки тренинзи, со шушкавци, со дуксери, со такви работи, тоа полесно се кине. Океј, тоа е, значи, вие следно на репертоар, рековме на 8 март, а за понатаму, кои ви се, ајде нека не бидат цели, туку кои ви се соништата? Што сакате да постигнете, да речеме следно гостување кој ќе ви биде тука во Алфа, со што ќе сакате да се пофалите? Европски и светски медал. Да. Јас сакам со олимписки. Олимписки. А не сте били до сега ниту еден од вас на... Не, немавме Каратето години за у киното за Олимпијада, а Олимпијада. оваа година беше у киното за Олимпијада. Ама пак мислам дека немаше да учествуваме дека немаме години. Мислам дека од 18 години влеза за Олимпијада. А таму уште се посилни критериумите, уште Да, повеќе... мора да си у топ 7 или топ 8 на светска ранглиста за да влезеш. Но добро, сега, доколку ја нема, но верувам дека ќе ја вратат сигурно таа категорија, но значи за сега се сконцентрираме на европско и на светско, така? Да. Да. Па добро, дечки. Сега од овде што треба да правите? На училиште се вратите? Па, Па на училиште. Прво до дома, па на училиште. Втора смената. Втора сме сте. Јас многу ви благодарам, само да видам ние следно што треба да имаме подготвено линк, доколку се уште, да, веќе ни е подготвен линкот, уште еднаш дечки многу ви благодарам. Ви благодарам Поздрав и на до вас. вашиот синсеј. Дејан. Или сенсеј, па го Сенсеј. Сенсеј, да. Поздрав до вашите сенсеи, ги имате повеќе, нели? Да. Многу успех ви посакувам. Можеме да се видиме после 8 март, да видиме што сте постигнале таму. А ако не, ве чекам кога ќе дојде со некој медал од европско или од светско.